Добре дојде во студио за Роберто Беличане, Центар за развој на медиуми, Билјана Бејкова, НВО Инфоцентар. Вие напишавте извештај за Македонската радио телевизија, за јавниот сервис на граѓаните и ставивте прашалник. Исклучително загрижувачки овој извештај е еден скандалозен податок за почетокот. Велите вака, во 2011 година забележен е мистериозен приход од 5 милиони евра. Тој не доаѓа ниту од рекламите, ниту од претплатата, ниту од буџетот. Нејасно е како воопшто се појавува. Наоѓате криминал? Па не знам дали има криминал, начинот на кој што тие ги искажуваат финансиските извештаи е криминално недетален. Значи, човек кој ги види нивните финансиски извештаи не може да заклучи нити од каде им идат парите, нити каде им одат парите. Значи, тие ги поднесуваат еднаш годишно до Собранието на Република Македонија и до нивниот совет. Нивниот совет не навлегува во детали за тоа што се случува со парите, барем тоа го заклучивме од записниците на советот што ги видовме, него едноставно чисто формално се тера приказната за да се задоволи законската одредба дека советот ги разгледува финансиските извештаи. И во принцип, кога се работи за парите кај МРТВ, целокупното финансиско работење е субстандардно, мислам е полошо од, не знам, полошо е од, невладина организација. Не знам како да ви објаснам. Добро, на крај некој ќе одговарали. Во Хрватска има неколку примери со новинари кои веќе одат по судови, објаснуваат дали воопшто има криминали, се постојат сомневања дека тие се под истрага и дека постојат некакви видови. Значи, во оваа констелација на односи не очекувам разврска во таа смисла, во овој момент. Затоа што баш на бројки да ја сведеме работите, како вика приходи од влада за финансиска подршка на МРТ 24%, останати приходи 24%. Значи, тука се барабар работите, се гледа дека тоа што се случува таму е приказна која што финансиски го стабилизира сервисот. А МРТВ за жал има историја на користење на средства од други јавни предпријатија и сега мене тука ми се раѓа прашањето, затоа јас го поставив тоа прашање во извештајот, од каде се тие останати приходи. Затоа што, например, во 2007 година во нивниот финансиски извештај стои дека од јавното предпријатие за аеродромски услуги им биле префрлени 40% од нивниот буџет се состои во заем од јавното предпријатие за аеродромски услуги. Значи, очигледно постои тенденција на некое тајно финансирање на јавниот сервис низ системот на јавни предпријатија во државата. Добро, кој... Меѓутоа, таа приказна еднаш ќе мора да се разреши, да добие разврска, затоа што законскиот начин на финансирање на МРТ е јасен. Тој мора да биде од претплата и од рекламирање на колку што имаат право за рекламирање. И во целата оваа приказна, значи 7 години од кога постои овој закон, владата упорно, речиси во 90% ја финансираше Македонската радио телевизија, пред се заради удобноста на директорите што не сакаја да воспостават система за наплата на радиодифузна такса, што е еден комодитет онака, кој што ги врсуваше за владата. Фала Богу што дојде економската криза, па владата се свести дека не мора 100% да ја плаќа, па го најде новото старо решение да ги собира парите преку управа за јавни приходи и приходите наеднаш почнаа да расте. Значи ние викаме во извештајот дека единствената позитивна точка што ја лоциравме, единствената, значи една од најпозитивните што конечно почна да функционира тој систем на прибирање на средства, меѓутоа и таксата, висината на таксата на која што е фиксирана на 3 евра, е жива за фраканција затоа што не може да ги задоволи потребите на МРТ. Таа може евентуално... Ниту пак на граѓаните се разбира. Па кога не може на МРТ, не може на граѓаните. Значи тоа те упатува постојано ти да имаш финансиски дупки кои што мора некој да ти ги покрива и тогаш имате буџетот кој што да. Финансиски малврзаци, кој има ставено потпис врз тие сомнителни документи и малврзаци? Па не се сомнителни документите, мислам, тие се нормални извештаи на кои што има ставено потпис управниот одбор, извршните директори кои што биле во тој период. Значи ние нотираме дупки, значи ова е нешто за кое што не знаеме на што се должи. Значи ние како јавност и граѓаните имаат право да знаат
да речеме, кои се тие останати приходи, од каде се дојдени, зашто се потрошени, и би требало во принцип сите овие документи кои што ние ги добивме преку механизмот, нели, за пристап до информации од јавен карактер, и таа можам да речем на некој начин голгота траеше од септември до 27 и 28 декември, значи поминаа сите рокови, неколку ургенции, стигнавме до комисијата и така натаму за овие 30 на 40 документи кои што ги побаравме да ги добиеме. Проблемот, значи, не би бил толку голем доколку, да речеме, ние тоа го имавме на интернет страната на Македонската радио телевизија, така што немаше ни нив да ги мачиме, да копираат, да ни доставуваат документи, да имаме напред-назад договарања во смисла што ви треба, зошто не бараат зошто, но да појасниме кои видови на документи ги бараме. Така што транспарентноста тоа и со законот. Во вашиот извештај пишува дека нема ни транспарентност околу управниот одбор, луѓето кои се на одредени функции. Јас ќе ви кажам една ноторна, значи тоа што го нема во документите. Вие имате проблем сега да знаете кои се луѓето на кои функции таму. Кому, упативме покана, сакавме да учествуваат луѓето од најповиканите луѓе од Македонската радио телевизија да учествуваат на денешната презентација, на денешната дебата. И јас да ви кажам, не знам, помоју магија и трикова, јас се извинувам што зборувам така, вие да ги добиете имињата, да ги врзете со функцијата имињата, кои се тие луѓе. Вие тоа го немате во најголем број случаи. Не знаете, сега не знаеме за некои позиции, не знаеме ни дали има луѓе или нема луѓе, значи за елементарни работи зборуваме, а понатаму, нели, како навлегувавме во анализата на тие документи што ги добивме, гледате дека има дупки, дека во принцип формално некои работи се третираат, ама суштински тоа е далеко од еден транспарентен јавен сервис. Околу пропагандистичката улога на МТВ ништо ново. Всушност, долги години... Не, има ново. Тука е многу интересно. Мислам дека Бекото може подобро да објасни. Меѓутоа, имаше момент во кој што, во токот на мониторингот, во кој што изгледаше МТВ совршено. Не совршено. се случи. Да. Значи, ние почнавме, мониторингот беше безациран септември, октомври, малку во ноември, затоа што собиравме, значи, материјалите, мониторингот на програмата, да појаснам, значи, на првата програма, на втората и на Собранискиот телевизиски канал, значи, одевме рандом, значи, случаен избор 5 дена. По 5 дена, значи вкупно 15 дена имавме за анализа 24 часа. И оно што се покажа во септември и во октомври беше дека, да речеме, на МТВ информативната програма Вестите се обидуваа, нели, подновени со новинари и со лого и со студио и така натаму, да наметнат некаков привид на формален баланс. Значи не игнорираа опозицијата, нормално тенденцијата и тогаш беше видлива дека владата е таа и власта е таа која што доминира. Но во моментот кога почнаа да се случуваат клучни штрајкот на докторите, например, значи клучните општествено-политички процеси кон крајот на годината, значи 24 декември. 24 веќе беше катастрофата се случи, дефинитивно падна секаков и формален и неформален и каков сакате баланс. Значи тогаш веќе се покажа вистинското светло и вистинската приказна на Македонската радио телевизија и на информативната програма. Тогаш веќе ја немаше опозицијата, не да ја имаше некаде или сите, нели, засегнати страни. Значи, ние имавме едноставно трансмисија на она што се ставови и не само трансмисија, туку и засилување на ставовите на владата и на власта и лобирање за нив. Така што имате игнорирање на опозицијата и еден обичен пример. На невладините, ќе ви кажам за првиот разбере? Протест на борците, кој што се случи. Луѓето што гледаа само Македонска радио телевизија не добија информација како никогаш тоа да не се случило. Значи вие игнорирате значајни општествени групи. Како ќе се однесува Македонска телевизија на изборите? Па председателот на Сојуз за радиодифузија пред 2 дена на дебата рече дека медиумите како никогаш досега во ниту еден изборен процес се однесуваат точно како што законот предвидува. Значи тоа покажува дека фино легна бојкотот, се е окей, сега немаме проблем со тоа да се мачиме, да правиме баланси, значи можеме да продолжиме да играме, да се глумиме дека се е во ред. Јас само да се надовртам. Филе и Бузак доаѓаат сутрин. Само за изборите. Не е ништо сигурно. Само кусо за изборите. Значи ние правиме сега со медиумското огледало анализа на содржините во медиумите и баш не интересираше присуството на власта, на локалните власти во овој
каков таков предизборен период. И она што го имате е засилено присуство, значи се цвета на локално ниво, се цвета, посебно во општините кои што се на владината коалиција, телевизиите, вклучително тука и МРТ, значи доминира, ако да речеме во весниците имате повеќе вести за локалните средини, таму гледате веќе реклами на локалните власти, мислам реклами во форма на информации, значи поставиле, инвестирале, не знам, во клупи, во канализација и така натаму. Телевизиите, вклучително и Македонската радиотелевизија, ја форсираат приказната на владата, субвенциите, се она што се владени политики како засилување на империалистички. Што велите за најновата песна на Евровизија? Па ја можам да кажам само една работа што прочитав на Твитер, се здробив од смење, се бајло, вика империја си била, сада више не си. Јас за жал не успеав да ја слушнав само првите акорди и повеќе се базирав на тоа што Твитер и на некакви ламперија, не знам се што и да така се види, натаму, да. Не, тоа е извештај тука лоцира дека од 11 документарни филми, значи тоа се поклопува на еден друг наратив кој што е доминантен сега во моментов во формите кои што не се известуваш кај македонска телевизија, и ние премногу посветуваме внимание на она што е известување, меѓутоа другите типови на програми кои што и како влијаат врз луѓето се високо идеологизирани, значи од 11 документарни филми што ги снимила МРТ во последните 2 години, 10 се поврзани со историското ВМРО и тоа се ставени, а тој што не е пак е поврзан со 20 годишнината, она чувена серија од 20 епизоди со 20 годишнината од независноста, да, каде што се форсира гледиштето дека малтене во Македонија постои само десната политичка опција. Значи тоа е еден зафат на прекројување на историјата во која што МРТВ влегува онака ладно наместо да биде непристрасна и кон левата и кон десната опција во македонската историја, таа влегува комплетно во пропагандистичката матрица. Имате и многу, можеби не процентуално, ама имате присуство на верски содржини, го имате тоа во Собранискиот канал, преноси на литургија и така натаму. Имате молитва со која започнува програмата. Значи исто така го отвара прашањето, значи чекате сега секуларно ли општество? Која идеологија ние сега тука ја застапуваме и кои вредности што сакаме тука да јавниот сервис во суштина да им понуди на граѓаните, да ги контаминира или да контаминира. Го заборавивте. Добро, јас ви благодарам што бевте гости во студио Роберто Величанец, Билјана Беков. Благодарам.